Беше тоа на 7 март 322 година пред нашата ера, кога починал Аристотел, филозоф и научник роден во македонскиот град Стагира на полуостровот Халкидики, недалеко од денешното село Казанџи Маала. На 18 години тој се придружил на Платоновата академија во Атина и останал таму се до неговата 37 година. Неговите дела покриваат многу теми меѓу кои физика, биологија, зоологија, метафизика, логика, етика, естетика, поезија, театар, музика, реторика, лингвистика, политика, кои го представуваат првиот сеопфатен систем на европската филозофија. Набрзо по смртта на Платон, Аристотел ја напуштил Атина и по барање на Филип II Македонски го подучувал Александар Велики, почнувајќи од 343 година пред нашата ера. Александар го посетувал Аристотеловото училиште во тогашниот град Миеза, наречено Миески Нимфеј, западно од денешното село Копаново Негушко. Подучувањето на Александар му донело многу можности и изобилство на материјали. Тој основал библиотека во Ликеј, која што овозможила објавување на стотици негови книги. Беше тоа на 7 март 1952 година, кога е роден Тоде Илиевски, македонски писател. Работел како просветен работник во повеќе места во Западна Македонија. Бил директор на Радио Дебар и на библиотеката Григор Прличев во Охрид. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 1994 година. Учествувал во работата на редакциите на Јужен бран, Спизалит, Радосна вест и Копнежи, а бил главен и одговорен уредник на енигматските забавници Клуч и Дзуница. Оделни песни му се препеани на други јазици. Застапувана е во голем број антологии, избори и учебници. На 7 март 1953 година е роден Благој Стефановски Баѓе. Дипломирал на одсекот за драмски глумци на Факултетот за драмски уметности во 1975 година. Од 1975 до 1980 година бил директор на Битолскиот народен театар. Бил председател на фестивалот Браќа Манаки, председател на Советот и селектор на драмската програма на фестивалот Охридско лето и председател на фестивалот Војдан Чернодрински. Од 1994 до 1998 година бил пратеник во Собранието на Република Македонија. Од 1 ноември 2002 до 6 јули 2006 година ја извршувал функцијата министер за култура. Работи во Институтот за македонска книжевност во Скопје како редовен професор по предметите византиска култура, кирило-методиевистика и културно наследство, но и како научен советник во Одделението за средновековна македонска книжевност. Во 2006 година беше добитник на наградата Гоце Делчев за книгата Византиско-македонски книжевни врски. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1990 година. На 7 март 1990 година во Скопје умре Спиро Прилепчански, долгогодишен новинар и уредник на неделниот енигматски забавник на вестникот Нова Македонија, еден од основоположниците на енигматиката во Македонија, роден е во Штип на 26 февруари 1932 година.